почитуван потпредседателе, почитувани пратеници, почитуван заменик министер, благодарам за вашето присуство во салава. Почитувана македонска јавност, денес пред нас е законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа по скратена постапка. Овој проблем со финансирањето на локалните самоуправи се провлекува години наназад и со носењето на овој закон само ќе се продолжи да се финансираат општините од државниот буџет и со тоа само ќе се намали моќта на општините, а ќе се зголеми зависноста кон централната власт, што е спротивно на заложбите за целосна децентрализација на локалните самоуправи. А дополнително на локалните самоуправи со овој закон ќе им се даде можност во иднина да си продолжат да се задолжуваат и ненаменски да ги трошат парите на граѓаните. Бидејќи владата нема план и стратегија како да го реши овој проблем со локалните самоуправи и во 2018 година им префали на општините 50 милиони евра за да ги подмират неплатените долгови. Но од ова гледна точка, кога ќе се погледне, ќе се види дека општините и градоначалниците од СДСМ и ДОИ, понесени од фактот дека некој друг ќе им ги плаќа долговите, си продолжија да генерираат долгови и ненаменски да ги трошат парите на граѓаните. Па така, од вкупно 97 милиони евра колку што должеа општините, со исплатата на 50 милиони евра, од владата долгот се намали на 47 милиони евра, кој само за 2 години после тоа повторно пораснал на 70 милиони евра. Што значи дека градоначалниците на СДСМ за 2 години генерирале нов долг од 23 милиони евра. Што значи дека во овие 2 години, а патем и во целиот нивни мандат, ништо не сработиле, освен што натрупале нов долг, кој сега повторно ќе треба да го платат граѓаните. За жал, СДСМ, наместо како што ветуваше да овозможи локалната власт да се грижи за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, таа ги направи апсолутно зависни од централната власт. Натамошната децентрализација е запоставена и е во сериозен застој, а Македонија е една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Со овој предлог на закон, владата сака да го олесни, а не долгорочно да го реши овој проблем со локалните самоуправи, затоа што ова е адхок решение. Имено владата предлага 4,5% од наплатениот просек на данокот на додадена вредност во изминатите 3 години да се префрли во 2021 година. А не како што е актуелното законско решение 4,5% од данокот на додадена вредност за 2020 година. Со ваквото решение на општините ќе им се префрлат 36 милиони евра, но и од овие средства, исто како и од претходните, граѓаните нема да видат никакви придобивки во подобрување на нивните услови за живот, што патем е обврска на општините и градоначалниците да се грижат за да им обезбедат подобри животни услови за своите граѓани, а не само предизборно да се ветува се она што им е потребно на граѓаните, а после завршување на изборите овие проблеми да се заборават, а општинскиот буџет да се троши за непродуктивни трошења, како што се вработување на партиски кадри во и така превработената општинска администрација, набавка на нови возила и луксузирање на градоначалниците. За жал, како и во сите останати општини и во општина Струга, од каде што доаѓам, наместо овие средства да се искористат правилно и наместо да се вложат во решавање на проблемите кои ги имаат стружани со водата за пиење, како што е заматената вода при секој обилен дожд или немањето на вода за пиење, овие средства ненаменски предизборно ќе се искористат, а проблемите настружани и понатака ќе останат. Ветувањата на СДСМ беа дека на општините ќе им се пренесат нови надлежности и многу повеќе финансиски средства за успешно извршување на надлежностите и за обезбедување на поквалитетни услови на граѓаните,
се далеко од остварување или од ова што го видовме до сега, од вашето работење е недостижно. До сега видовме само покривање на дупки во буџетите на општините поради расипничкото трошење на вашите градоначалници, а средствата за развојни политики до сега не ги видовме. Ветувањата за подобрување на организацијата на локалната самоуправа и јакнење на капацитетите на општините за да се зголеми нивната ефикасност не видовме ништо и доколку владата е искрена во своите намери, треба заедно со градоначалниците прво да поработат на поефикасно работење на општините и нивните јавни предпријатија во собирање на комунални такси и даноци на општините. Прво треба да се направи анализа која ќе покаже зошто општините и нивните јавни предпријатија кои што имаат превработувања, а исто така имаат и низок степен на наплата и поради тоа работат со загуби, а не како што до сега е пракса без анализа и стратегија. А така најверојатно е најлесно да се оди на зголемување на даноците и комуналните такси, па тие што редовно си плаќаат да плаќаат повеќе, а тие што не плаќаат да си продолжат и понатака да не плаќаат. Ова воспоставена пракса на општините и на јавните предпријатија треба да прекине, за да не се доведат тие што редовно си ги плаќаат своите сметки во подредена состојба да се казнети, а тие што со години одбегнуваат да влезат во базата на податоци на општините да се привилегирани и за нив да не важат законите. Доколку се поработи во овој дел, односно доколку се води сметка за средствата наменски да се трошат, а од друга страна наплатата правилното и еднаквото собирање на даноците да биде од сите, општините ќе се понезависни и нема да имаат потреба од крпење на дупки на општинските буџети од страна на централната власт. Но ова е недостижно од причини што во најголемиот дел општините ги раководат градоначалници кои не водат сметка за ништо друго освен за своите лични и партиски интереси и затоа експертите од Европската Унија, кој патем денес имаше еден од експертите во Европската Унија извештај, кои се задолжени да вршат мониторинг на работата на високи државни службеници, имаат крајно негативни извештаи за состојбите во Македонија. Благодарам. Благодарам. Реплика има пратеничката Марија Георгиевска. Повелете.